Општина Карпош продолжува со подобрување на условите за живот, работа, спорт и рекреација на нашите најмлади жители. Во конкретниот случај поставена е вештачка трева на фудбалското игралиште на училиштето Јан Амос Коменски. Издвоени се за оваа намена 4 милиона денари. Ќе се постави вештачка трева во Јан Амос Коменски, Димо Хаджидимов Влај и Војдан Чернодрински, а ќе ни остане уште основното училиште Лазо Трповски. Со тоа сите училишта на територија на општина Карпош, фудбалските игралишта ќе им бидат со вештачка трева, а тоа значи дека уште поголем предизвик нашите најмлади жители да спортуваат, да играат фудбал и уште поголема заштита од евентуални падови, повреди и се она што носи играњето на асфалт и на бетон. Но во исто време сакам да упатам апел до тинеџерите, до најмладите жители, значи да ова е направено за нив. Постоиме како општина 48-49 години, за прв пат се поставува ова, да го чуваат, да не возат велосипеди, да не го оштетуваат, да не фрлаат запаливи материјали, цигари и така натаму, затоа што ова служи за нивните потреби, а оние што се веќе пораснати секако дека служи за нивните братчиња, сестрички, евентуално оние што се повозрасни и за нивните деца и внуци. За мене оваа идеја за поставување на вештачката трева беше фасцинантно. Ова ме мојот прв пат јас да видам, односно да доживеам ваквата идеја и сметам дека треба да се негува со тоа што не треба да се прегазуваат со велосипеди, тротинети, ролерки и сметам дека треба добро да се одржува. Има некои деца што знаат да кршат работи. Јас мислам дека помалите деца побоја ќе заштитат тревата и повеќе ќе одржуваат. Тревата мислам дека ја ставија вчера, ако сум сигурна, и најрадосни беа машките од наше одделение, ми ја бев радосна, пошто не ризикуваме повеќе као повреди и дека како има и почисто изгледа, не знам средено. И за нас тоа предизвикува повеќе да се внесеме во спортот и личи као вистински терен и тоа. Мислам дека ќе се чува тревава, пошто ова прв пат ни се случува и се нешто многу е убаво и не мислам дека ќе ја уништат, пошто никој не би ја уништил убава тревата. Ја мислам дека ова беше едно големо чудо за нашата школа и дека досега никогаш нема трева. Ја и моите другари сме многу среќни и радосни, бидејќи ја тренирам фудбал и можеме да играме овде. Тревата е побезбедна, бидејќи ако паднеме нема толку да не боли, бидејќи пред ова имаше бетон. Мислам дека оваа трева е многу добро за нашата школа, посебно за поновите генерации што доаѓаат. Мислам дека таа треба да се чува и да се негува, за да можеме да имаме многу повеќе години, дека ова е многу ретка прилика да имаме ваква трева. И за да може што повеќе да играме и што повеќе да бидеме на неа, треба повеќе да ја негуваме и помалите генерации да пазат како се однесуваат, да не ја палиме, да не ја газиме,